Денеска имаме бајги работа. Ние прашуваме, а вие како и секогаш сте спремни за муабети. Ајде првото прашање. Вашата внука утре се мажи за грк. Како ќе изреагират? Па видиш, не смеам да им стојам на пат. Ако они одлучат така, нека терат по свој. Ако е србин? Па исто. Ако е бугарин? Би се одлютил, да ви кажам на Вие искреност. ќе се испокарате со сватовите веднаш. Па, сигурно. А ако е албанец зетот? Исто би ставил приметба, меѓутоа би оставил они да се одлучат. Па кој ме прашува мене? Ако решил да се ожени, нека се жени. Кој ме прашува мене? Бугарка. Па не ми сметаат луѓето сега. Какви се? А србин како е? И српа мајка ми е потекло од Пирот, таму србинка. Она и мене не ми е чудно за србинка. Албанка ако биде? Тоа малце потешко. Замислете дека вашиот внук доаѓа и вика јас ќе се женам со гркиња. Како ќе изреагирате? Супер. Ќе се израдувам. Ако е тој среќен, јас сум среќна. Уште ако гркињата е од Халкидики, ете ви гратис престои. Да, не. Поубаво, чиста сметка. Не. Добре, доаѓа внукот вели ќе се женам со албанка. Ако се сака, зошто да не? Нема веќе тоа. Ја имам најдобра пријателка албанка. Така да, за мене не е тоа проблем. А ако се ожени со бугарка? Па и со бугарка, зошто да не? Кој бугари? Нема бугари таму, тие македонци се сите таму. Како Софија, Варна. Па Софија гледаш дека има гевгелицко мало, битолско мало. Па како најде од некој тие наши мала. Ама ако биде асли бугарин, што прави? Ништо, немам против што, незин избор што. Зетко. Зетко. Е, така. Немам против ништо. Ако биде србин зетот? Немам ништо против. Албанец? Албанец не сакам. Не може него тоа да се меша. Тоа е негов избор, значи бракот. Не можеме ние како родители и не е ни во ред како родители да се мешаме во изборот на нашите деца. Каде е љубовта, нема што да изреагира. Србин? Исто, Албанец? исто. Грк? Сега се дојде. Црнец, се. Така е, луѓе. Љубовта си е љубов додека ја има. Кога ќе престане, преминува во нетрпение. Да не кажам омраза, без разлика дали партнерот е бугарин, кубанец, марсовец, македонец и така натаму. Втора тема. Кога последен пат некој ве изводил од такт? А не ми текнува момент. Па со деца ако се скараш, со тие ќе ти извадат од так, тоа ти. Децата, кој друг? Викам, не ја цените парата, да ги трошите парите, ова, она, што викаше свекор ми ги давате по штурци, по мурци и тоа ве нервира? Па ве нервира, па немаме големи плати. Додека бев на работа. Што се случи? Па неправдите кои што системот ги дозволува да се спроведуваат. Партизација, користење на одредена функција изнад, па мисла дека во армијата исто така работев и имаше една така како да кажам анегдота, вика не гледај тука, гледај ваму. Значи ако има повисок чин дека е попаметен. Исто е во администрацијата. Испартизирана, поделена наши ваши. Фактички вас ве нервирал шефот. Па и шефот и директорот. Кога последен пат некој ве изводил од такт? Пред 10 минути. Што се случи? Возам со кола, а таму доаѓа еден со тротинет. Буквално у колца ми се пика. Тротинетите, кога би бил ја, би ги забранил воопшто да не се возат. Може некој роднина ве изводил од такт, сопругата, пријател? Да, ма не до тој степен да излезете, мислам, од нормала. Да, окей, да подвикнете и сето тоа, ама знаете, да излезете од кожа, мислам, тоа е страшно. Пред 10 минути жена ми. Зошто? Што се случи? Прати ја пиев од нека ракија, ме прати по пипери пати. На телефон ви се јави? Не, и она со мене, она пие кафе, а ја да идам да земам патиџани, тоа ракијата ќе ми се згрее. И вие малку ми одземате време, ќе ми се згрее ракијата. Готово, извинете. Третата тема е министерска. Вие сте министер или министерка.
Јас сум бизнисмен. Вие ми местите тендерче од 300.000 евра да речеме, јас ви давам 50.000 еврона како благодарност. Не сакам си имам плата јас и до сега не сум се понижила на никого. Чекајте, Виолета, 50.000 евра? Не, не, 100.000 евра? не. 150.000? Не, никако. Не сакам. Не. 50-50. 300.000 за мене, 300.000 за вас. Имав можност да бидам милионер. Не ја искористив и не можам. На кој начин можевте да бидете милионер? Па ова што кажеш, 50-50. Не прифаќам. 250.000 евра. Колку сака нека е. Не. Имате синови и ќерки? Имам две ќерки. Имаат станови? Едната има, другата ова е под кирија. И па таа другата што е под кирија ќе ги купите стан со тие 500.000 евра што ќе ги земете од мене. Немојте да бидете себичен. Не. Не би пристанал на тоа. Прифаќам да сум министер, ама да не одам на работа. Само да си седам дома и да взимам плата. Значи прифатам, зашто не? 50.000 окей. Да, тоа е нормално овде. Нема да се ценкате, барем 70.000? Не. Колку дадат. Човек што не брцнал во медот, лесно заспива. Како заспивате на вечер? Мирно, сладко. Многу се превртувате или за 1-2 минути се е завршено? Не, за 2-3 минути или телевизорот ме гледа мене или ја телевизорот. Брзо, мирно и убаво спијам. За колку време заспивате? Па, прилика 5-10 минути, веќе сум во длабок сон. Некојаш одма ќе заспијам, па кој ќе се разбудам у 2, па до 5 не можам да спијам. А некој ма се покасно заспивам, а тогаш до сабале спијам. Јас сум на улица, знаеш што е Борис Сарафов таму, коли, мотори, кучиња, ела заспи ако сакаш. Колку време ви треба за да заспиете? Па може да минутка. Заспивате во темна просторија или ви треба светло, радио, такви придружни елементи? Не, малку пригушена светла. Значи се плашите од мракот? Да. Колку време ви треба за да заспиете? Па едно пола сат, 2 сат, некогаш и 2 сат. Па вие се мачите? Не се мачам. Ама 2 сати да лежиш да не заспиеш? Добро, па и не лежам со овие телефоните. Вие читате на телефон и се обидувате така да заспиете? Така, и слушам новости, што има, како има. Дали сте свесни дека тоа ви го крши сонот? Да, многу свесна. И не можете да го тргнете телефона? Никако. Сега повампиривме. Брзо. За колку време? Па за 5 минути спијам 2 пива и заспијам. А тоа до пивото, до витаминот Б? Да. 1/3 од животот го поминуваме во спиење. Па затоа ви треба добар кревет, а во негова близина пожелно е да нема електрични апарати. Ако е возможно, главата треба да ви биде свртена кон север, а нозете на југ. Демек, така сте ускладени со природата и нејзините вибрации. Пред спиење, јок за кафето, цигарите и алкохолот. Пожелно е да се истуширате. Лесна храна 3 часа пред спиење, може и јаболче. Трудете се секој ден да легнувате во исто време. Излуфтирајте ја собата. Направете мала гимнастика. Дишете длабоко и имајте комотни пижами. Со овие совети ќе спиете како бајчиња. И за крај, другарки и другари, каде на одмор? Никаде. Зошто? Зошто? Финанси. Во Шпанија. Убаво да си поминете. Точно каде во Шпанија? Палма де Мајорка? Барцелона, не, Барцелона. Дали имате таму сместување? Имам, черка ми живее таму и таму ќе да. Па мислам во Охрид. До Бугарија. Јас веќе бев Каде бевте? Сокобања. И како си поминавте? Многу убаво. Многу убаво. Со друштво бевме. Колку луѓе? 9. Цела компанија. 9 жени, ние сме си друштво. Одлично. Го искористивте одморот, сега на друго место не се оди. Септември. Каде? Грција. Не ми се оди никаде. Зошто? Па што знам ако да му дојран мал за неколку дена, ама не планирам нешто. Ќе видиме тоа во август, здравје Боже. Ти кај ќе одиш на одмор, те прашам? Јас никаде во Сонја ќе бидам. А имаш викендица таму? Да. Убаво е таму. Тоа планина, високо све. И без пари ми е. Камо ја да идам негде без пари, ама нема. Ајде ве поканувам, еве дојдете еден викенд. Па што знам? А мажот ме ако сака. Ете така и ете толку. Фала многу и пријатно.